почитуван ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Коруновски, почитуван декан на Факултетот за безбедност, ценети професори, драги студенти, почитувани директори на безбедностните институции, почитувани представници на медиумите. Последната, воедно и клучна етапа во рамките на образовниот процес, пред се на оние кои што тој им е примарно наменет, а тоа се младите луѓе, без никаква дилема е нивното академско профилирање, нивното завршно оспособување со стручност и знаење што ќе треба конкретно да ги исползуваат во натамошниот професионален живот. Со чувство на искрена благодарност, но и задоволство што има можноста да бидам овде меѓу вас, токму денес, кога вие, почитувани студенти на првиот циклус студии во учебната 2021-2022 година, заедно со вашите професори од Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски, започнувате ново едукативно поглавје. Дозволете ми да нотирам неколку, според мене, важни впечатоци и пораки за суштината од заокружувањето на тој образовен пат, чија што круна се разбира, представува академската наобразба. При тоа ќе направам една мала дигресија и ќе истакнам дека почетокот на академската година е подеднакво важен како за новата генерација студенти на овој факултет, за генерациите што веќе тој процес, за самиот наставничко образовен кадар, како неспорна потврда на образовно-воспитниот континуитет на оваа реномирана образовна институција, која што во годините зад нас макотрпно и системски го градеше и потврдуваше своето реноме како кредибилен и исклучително квалитетен стручно-научен сегмент, прв кај нас во областа на безбедноста, како интердисциплинарно подрачје на образованието. Истовремено, не и помалку важен е фактот дека символиката на првиот академски час има реално и суштинско значење, и тоа не само на личносно, тоест индивидуално ниво за вас студентите, што започнувате со еден нов, сосема поинаков и посложен образовен пат, туку и на колективното, односно општественото рамниште. Затоа што таа професионална профилација треба да го најде своето место токму во општеството како контрибутивен фактор во неговиот севкупен развој. Отаму и логиката на настојувањата за што поголем квалитет во образовниот процес, доколку се сака поголема институционална функционалност, ефикасност и одговорност на системот, добробит и просперитет на општеството и на поединецот во него. Сферата на безбедноста како образовен избор, земајќи ја предвид општествената важност од една и нејзината интердисциплинарност од друга страна, представуваат специфичен академски предизвик на сообразување на теоретското со практичното, а со цел реализирање на личните амбиции, интелектуалната љубопитност и професионалните стремеши. При крајот би сакал да потенцирам дека Министерството за внатрешни работи, како институција што речиси целосно законски го покрива сегментот на безбедноста во своето секојдневно функционирање, е ваш партнер, секогаш отворено за широка соработка, како во поглед на имплементацијата на современи научни сознанија и искуства во оваа област, така и во поглед на практично ангажирање на млади, образувани кадри за потребите на институцијата. Нашите амбиции преку организационо и структурно реформирање на Министерството да наметнеме еден поинаков концепт на интегрирање, конкретно и практично, на оние најдобри млади кадри по системот на работа на Министерството за внатрешни работи се крајно сериозни. Дека денес, кога средношколските клупи се заменуваат со факултетски амфитеатри, вие студенти започнувате етапа во која ќе ви биде понуден повисок степен на лична наобразба, култура и воспитание, што па како суштински атрибути во подоцнешниот ваш живот ќе представуваат фундамент во развојот на вашиот професионален живот и кариера. Дозволете ми на крајот да го искажам своето лично уверување, но и желба многумина од вас да го најдат своето место во општеството,
да ги остварат своите амбиции и тежненија кон тоа каде треба да се движат во животот. Драги студенти и почитувани ценни професори на Факултетот за безбедност, уште еднаш ви го честитам почетокот на студиите, односно новата академска година, посакувајќи ви на сите вас успех на професионален, на личен план. Во оваа година да си посакаме најброј вработување на студентите кои ќе завршат во Факултетот за безбедност, во Министерството и во сите други безбедносни институции. Факултетот му посакувам со успеси дека на квалитетот и меѓу институции. Среќно и ви да се гледаме понатаму.